Оваа година по 30 пат ќе се одржи меѓународниот хорски фестивал Техо, фестивал кој што е востанови 1973 година или поточно пред 48 години. На наше големо задоволство, а ние како град Тетово се гордееме со тоа, што фестивалот на хорска музика е точно во нашиот град и би сакал да напоменам дека следната година исто така имаме можност да одбележиме еден јубилеј во нашиот град исто така, а тоа е 100 години од хорот Бинички. Значи Тетово е град со богата хорска традиција и не случајно е одбран Тетово да биде град на хорската музика и на овој најстар хорски фестивал во Република Македонија. Оваа година ќе се одржи фестивалот во Духовно-културниот центар во Лешок. Фестивалот ќе трае 2 дена, поточно 29 и 30 октомври. На 29 во 19 часот ќе биде свеченото отварање, на кој што ќе настапат 5 хора, од кои што се 4 хора од Република Македонија и 1 хор од Албанија. Ни причинува посебно задоволство што имаме и оваа година можност да во своите активности на фестивалот имаме и промоција на еден зборник од Љубомир Трифуновски, диригент и композитор од Битола, кој што е еден од првите учесници на овој фестивал пред 48 години, така да сакаме да дадеме по еден свечен тон на овие ги почитуваме традициите. Би сакал да кажам дека и во саботата на 30 во Лешок со почеток во 13 часот ќе биде во вториот фестивалски ден, на кој ќе настапат уште 3 хора. Исто така, ради пандемијата сме во неможност да оваа година не настапат хоровите од соседните балкански земји, кои што се традиционални учесници на овој фестивал, од познатите причини со епидемијата, со мерките кои што се. И напомнувам дека сите се оние кои што сакаат и милуваат да дојдат на фестивалот во Лешок, треба да ги почитуваат мерките, бидејќи тоа ни е обврска, да мислиме за доброто на сите нас, како граѓани, да ја поминеме оваа неволја и да во иднина Техо си го земе оној редовен тек кој што го има како фестивал во Центарот за култура и така да сите може да дојдат и го почувствуваат тој мирис на хорската музика. Музика која ќе го применува луѓето и дава можност да луѓето меѓу себе уживаат во оние моменти. Би напомнал дека традиционално Министерството за култура стои за оваа манифестација, што не радува сите нас, и дека да и во ова време, не време, изнаоѓаат сили и можности да го финансираат, а се разбира тука и Македонската православна црква, Полошко Тетовско-Гостиварската епархија и митрополитот Јосиф, кои што така стојат за оваа манифестација, нашите помагачи во градот, кои што несебично се вложуваат во овој фестивал, и општина Тетово. Така да сите ние настојуваме и дадеме свој скромен придонес за да резултатот биде на нивото кое што го заслужува фестивалот и сите овие години, сите изминати фестивали беа позитивно оценети од сите оние кои што беа присутни на фестивалот. Се разбира, поканата важи за сите, влезот е слободен, да ги почитуваме мерките и да уживаме во хорската музика.